Во спортот нема трето полувреме, а во животот таму има. И трето, и четврто, и пето. И секогаш има шанса за поправка на писмената работа. Ми вели Дарко Митревски, режисерот кој деновиве крена меѓународна прашина со неговиот нов филм Трето полувреме. Уште не влезен во постпродукција, филмот веќе провокација за соседите бугари. Работата стигна и до праќање писма во Европскиот парламент. За овие политички перипетии, за филмската магија, како и за животните лични мајстории, разговарав со Дарко Митревски. Него прашав она што им беше јадица на повеќето новинари, за кавгата со српскиот актер Сергеј Трифуновиќ, кој требаше да игра главната улога во филмот, оти ми се чини имавме посуштински работи, да си кажеме. Колку за подсетување, ова е човекот што му кажа збогум на 20 век, Уа Шнајдери, филмот Балканкан, со кој освои бројни награди по европските филмски фестивали, како и еден од мајсторите на документарната серија Досие Скопје. Доста се индикации. Време е да почне третото полувреме во Пулс. Дарко, како го гледате светот низ ваши очи? Со самото тоа што сме се родиле, даде ни еден голем дар кој што треба да го ни даде поделена ни добра карта заправо. Карта која што треба да ја изиграме најдобро што можеме. Имаме различни јазици и традиции, но делиме исти емоции. Вака го започнав разговорот со Рефет Абази, актерот од Албанскиот театар, професор на факултетот за драмски уметности во Скопје и во Тетово. Човекот кој вели дека наградата која ја доби на престижниот Берлински филмски фестивал е како божја награда за нешто добро што направил. Јас, колку што се сеќавам, не сме имале друг актер од Македонија номиниран за Сребрена мечка. Филмот Крвта што простува ја доби и наградата за најдобро сценарио. Од Берлин се вратија со Сребрена мечка, а од Албанија со рекордна гледаност во киносалите. Крвта што простува е филм за траумите на едно албанско семејство поради крвна одмазда кој удира директно во некој исламски обичај и директно во срцето. Како го гледате светот низ вашите очи? Много импресивен кадар е случувањата во Кајро, во Тахрир Сквер, демонстрациите, кои исто така ситуациите на цунамите во Јапонија, но и овој бившиот председател на Меѓународниот монетарен фонд. Еве ги имаме сега и најновите ситуации, окупира го Вол Стрит. И за жал нашето општество е такво. Но за да се очуваме таа условно речено духовна хигиена, мора да гледаме навнатре. Оти само преку тоа што го гледаме внатре во нас можеме да допреме до некого. Ајде да се мазиме, само да се пазиме. Се сеќавате на оној спот на Дорис Драговиќ кој беше прогласен за најдобар спот од Сдруженијето на новинари на Југославија? Токму тој со македонски режисерски потпис и кога на тоа ќе додадете уште 500 други музички спотови, куп ТВ драми, емисии, документарни филмови, тогаш го добивате името на Тихомир Бачовски. Режисерот од македонската телевизија, филмаџија од душа и срце, како што самиот за себе вели. Со само неколку кратки прашања и одговори, Бачовски му даде зачин на ова издание на Пулс. Би сакал да го гледам светот онаков каков не е. Како успешна приказна, со среќни луѓе, во една драмска хармонија, како еден филмски спектакл со многу малку солзи, со повеќе насмевки. Македонија денес е потполно нормална европска земја. Тоа што не е членка се уште на Европската унија не ја прави помалку европска земја. Една од оние земји во транзиција. Значи, не меѓу најдобрите, ама далеку од тоа дека е меѓу најлошите. Мада знам многумина кои што би рекле камо среќа да сиве овие години беа постдодевни и да ништо турбулентно не се случуваше. Во 3 филмски сцени, да речеме, што гледате во наше општество денес? Нели сега како режисер се обидувам од вас да извлечам некакви илустрации за она што е типична слика на денешното македонско општество? Слика прва, да речеме, на будење, на изгрее сонце, луѓе и таат на работа во школа, на факултет, весели лица. Спремни за новиот почеток на денот. Слика втора. Вечерно време, полни театри, полни концертни сали, кафани.
Во Берлин Изабела Роселини, председателката на журито, лично ви се заблагодари за филмот. Добивте честитки и од Вим Вендерс. Меѓу големите филмски звезди, филмот беше одлично примен. Какво е тоа чувство? Тамо те ценат по тоа што го работиш, не те ценат по тоа од каде што доаѓаш. Значи не од каде доаѓаш, туку кој си и што имаш да Од менталната географија, не од просторната. Од Изабела Роселини памтам една многу убава реченица и силна. Она, иако беше председател на жури, ми се заблагодари мене и на целата екипа за филмот и кажа една реченица, ако може да ја цитирам, дека филмот е длабоко ја трогнал и ја натерал да мисли дека она всушност колку е отуѓена од своето семејство, својата фамилија. Она рече, дури гледајќи го филмот, чувствував колку мене ми недостасува ќерка ми. Ќерка ми рече дека живе веќе 15 години сама и буквално вака рече, ако денес сега јас не изјавам по телефон, првото нејзино прашање ќе биде што се случило. Така да веќе она е одвикната дека ја треба да се јавам по друга основа, по нешто што се случило. Додека Вим Вендерс, така како што е голем човек, ни приде и вика ви благодарам за филмот. И така се чувствуваш вреднуван. Трето полувреме е филм за? Трето полувреме е филм за Македонија во едно турбулентно време. Филм кој е базиран на вистински настани. Филм кој што е базиран на една љубовна приказна помеѓу една богата еврејка и еден сиромашен фудбалер македонец, кои заедно ја поминуваат војната и успеваат да ја преживеат војната. И за неговиот тим, Македонија во тоа време било окупирана од Бугарија, а во Бугарија владееле антисемитски закони. Во Албанија филмот постигна рекордна гледаност до сега, значи ги руши сите рекорди, а Крвта што простува е филм за всушност за траумите и за изолацијата на едно албанско семејство поради крвна освета. Иако овде станува збор нели за фикција, за приказна, претпоставувам дека основата е всушност во еден голем број на вакви животни, вистински, за жал, судбини или вистински приказни. Рефе, дали верувате дека филмот ќе успее да изврши некакво влијание врз свеста на луѓето? Јас сум убеден во тоа и на неколку пати сум го кажал и на пресконференциите и во Тирана и во Скадар и некои мои колеги, особено тие од Тирана, ме гледа малку као ме нарекуваат некаков идеалистички утопист. Младите во Скадар не разговараат веќе за фудбал или за Champions League, туку веќе овој филм е веќе многу присутен во нивните разговори. Особено, извинете. Да. Особено затоа што тој феномен е присутен во Скадар, присутен во тој северниот дел на Албанија. Крвната освета? Крвната одмазда. И пред филмов, а и после филмот имаме некои информации дека веќе има неколку крвни помирувања на во овие случаи со крвната одмазда. И јас верувам дека филмов ќе допринесе. Каква порака сакавте да испратите пред светот? На времето Хичкок рекол, ако сакам да испратам порака некому, ја ќе му пратам писмо. Пораката или поуката или заклучокот кој што гледачот си го создава е всушност авторско дело на гледачот, не на режисерот. И тоа што ќе си понесеш од мракот на кинозалата е нешто што сам си го создал. Мене на академија ме учеа дека филмот се создава 3 пати. Еднаш кој ќе го напишеш како сценарио, еднаш кога ќе го снимиш и измонтираш како готов филм и еднаш кај тој што ќе го гледа. Како вие лично реагирате кога вас нешто силно емотивно ќе ве допре? Тоа го веламе емотивна комуникација и јас и во процес на работа со студентите секојаш тоа го викам јас умење на пливање. Првото треба да го научат да пливат. Затоа велите, јас на едно место се сеќавам реков да филмот е океан во кој што Да. Тоа е океан од емоции во кој сите треба да научат да се научат убаво да пливат низ тие емоции. Тоа е све тоа не е објаснено. Тоа е нешто многу слично као љубовта. Љубовта се случува, љубовта не може да се објасне, како што Меша Селимовиќ вели во Дервишот и смртта, ако успее некој да ја објасни љубовта, тогаш таа ќе губи смисол. И секојаш студентите
и ме карат многу, пошто ги терам многу да читаат книги, велам затоа што ако ти имаш моменти кај што немаш лично никаде да се осврнеш, да се базираш во свое некакво лично искуство, еве тие целата светска литература као животно искуство. Искористи го тоа као животно искуство. И се дури имаш нешто да даваш, и се дури има некој тоа да го прими и да го врати. Тоа е вашата лекција до студентите на Факултетот за драмски уметности во Скопје и во Тетово, каде што предавате. Точно е тоа дека на еден приемен не сте примиле ниту еден студент? Да, апсолутно. Затоа што јас сметам дека ова е многу сериозна професија и не треба да се девалвира со условно речено без никакви критериуми луѓето. Тука нема пазарење со компромис. Апсолутно, затоа што јас сум пред се одговорен човек, таму си од позиција и на педагог и на позиција и на родител. Ако треба некому да подпишуваш до диплома дека он од утре станува актер, јас предходно треба да бидам убеден дека тој преку оваа професија ќе може да си обезбеди своја екзистенција. Ако јас не сум убеден дека он, што викаме ние народски, го бива, не можам да му подпишам, а на приемен испит ја прво треба да бидам убеден дека он има материјал за да на крај после четврта година студија да стане актер, сериозен актер кој има нешто, има што да каже. Последната реплика од филмот The Searchers на Џон Форд, кога Џон Вейн на Натали Вуди вели Let's go home, Debbie. Tomorrow will be another day. Чи таа се преведува секако дека утре ќе биде друг ден, меѓутоа утре ќе биде нов ден или утре ќе мислам на тоа или утре ќе размислувам за тоа, која практично открива една суштина на нашето живење и веројатно затоа е останата тој од филмот Прокојот со вихором, нели? И каде им беше проблемот на бугарите, деновиве имаше жестоки реакции по повод вашиот филм, го доживуваат како провокација и обид да се нарушат дури меѓу соседските односи меѓу Македонија и Бугарија? За жал во Бугарија постојат се уште кругови во нивната политика и во нивната јавност кои што со симпатија гледаат на своето фашистичко минато. Имате една приказна историска која што е фалсифицирана за нивната земја како спасител на евреите. Тоа била земја која што била класична фашистичка диктатура и која што евреите од Македонија и Тракија ги има испорачано на Хитлеровиот Трет рајх, како на тацна. И тие сега се обидуваат тоа да го негираат. Овој филм за прв пат тоа на големи звона го разгласува. Нови податоци може да ги најдете сегде. Ама едно е музеј, друго е филм. Филмот допира до секого. Има огромна моќ. И таа моќ нив веројатно ги плаши. И особено веројатно ги нервира тоа што тоа доаѓа од уста не на некој американец, израелец, германец или кој го да е, туку доаѓа од режисерското перо на еден македонец. Што тие го сметаат како малтене предавнички чин. Што не е, се разбира. Јас изборувам за мојата земја и за настаните кои што се случиле во неа, без оглед на тоа дали тоа некому му се допаѓа или не. И што им одговоривте, Дарко? Па тоа што јас го одговорив, таму не беше објавено. Значи, пративте официјален допис како одговор во Бугарија? Нашата продукција прати јавна реакција и овде и до нашите и до нивните медиуми. Во нашите медиуми таа беше целосно објавена. Во нивните медиуми, ама во сите, баш во сите, беше цензурирана. Се прави обид да ова се прикаже како некоја фикција која што јас имам измислено, како историски настан кој што никогаш се нема случено. И тоа подоцна во прилогот на Euronews еден нивни историчар дури го повтори. Дека тие немаат никаква одговорност за тие историски настани и дека тоа нешто што е спроведено од страна на германската војска, што е лага. Мислам, нема како поинаку да го наречеме освен лага, која што лага тие повторуваат веќе 70 години. Бидејќи таа лага лесно се докажува, постојат живи луѓе, некои од тие живи луѓе се мои пријатели, преживеани од македонски евреи од Холокаустот кој што се случило во Македонија, и тие живи луѓе можам да им ги донесам во студио кога би сакале, да им ја раскажат својата приказна,
како на пример господинот Исак Адижес од Санта Барбара, од Калифорнија, роден во Скопје, избеган од тука кој имал 6 години. Па да раскаже чија униформа носел војникот што му го избил окото. Го очекувавте ова во процесот на подготовки на сценариото, кога размислувавте, нели, во пред подготовките на филмот, очекувавте дека се можни вакви реакции? Па јас очекував вакви реакции од некои неофашистички кругови. Во Бугарија, не само во Бугарија. Не очекував дека тројца европратеници, кои што барем за двајцата од нив знам дека се од некоја лева, од левичарски партии, дека ќе станат и на негледан филм и на непрочитано сценарио, дека ќе даваат реакции. Особено не вакви бурни и будалести по мене реакции. Но многу повеќе сум вџашен од речиси гебелсовската машинерија која што во нивната земја проработи, каде што нашите информации од спротивната страна не можат воопшто да допрат. Сите обиди за интервјуа кои што ми беа упатени од нивната страна, јас ги прифатив со една мала назнака дека барам да подпишат договор за авторизација со мојот адвокат од Лос Анџелес. Значи, може да ме прашаат што го сакаат, може да ме прашаат сите можни деликатни и болни теми може да ги отвориме, под услов да моите зборови не бидат истранети од контекст. Ниту една телевизиска станица, ниту еден новинар од ниту еден дневен вестник кој ми пристапи, не го прифати тој услов. Ме плаши затоа што е језиво кога ќе видите дека во цела една земја која што е членка на Европската унија владае таква униформираност, агитпроповска униформираност во медиумите и дека заправо слободни медиуми таму и не постојат. Рефет, ке биде ли филмот номиниран како албански филм за Оскар? Таму во Албанија се случија, филмот беше прво номиниран од страна на Албанскиот филмски фонд, но потоа некои режисери реагира дека не сме филм во кој режисеров не е албанец, тоест американец да ја представи Албанија. И Академијата одлучи да побара од Албанија да предложат друг филм во кој режисер е албанец, но сега после наградата во Чикаго останува да очекуваме штом овие не го прифатија како албански филм, американците со расширени раци го прифатија како американски филм, вика дека тоа ќе представува наше културно наследство, што е за жал еден од истите елементи што ви филмот самиот ги обработува. Так. И наети и така натаму. Да. Веројатно е Дарко непријатно да се најде човек во целата оваа машинерија, како што велите, во квази извртени вистини, цензурирани делови и така натаму, пораки кои што имаат некаква позадина, но од друга страна, дали сте свесен дека тоа е за вас одличен маркетиншки момент? Па деновиве за трето полувреме се известуваше во повеќе земји. Прилогот на кој што го направи ТВ Reuters отиде на повеќе телевизиски канали. Може би на крајот ќе треба на овие тројца европратеници и да им ветиме дел од профитот. Да им дадете процент од профитот. Дел од бокс офисот ќе отиде кај нив, бидејќи да не беа тие популарноста на овој филм. Вака раната популарност на овој филм уште не е измонтиран, сигурно не би се случила. Веројатно е исто така импресивно да се биде дел од номинираните за Сребрена мечка. Вашиот ли конкретно на Старт Спортрес, она што потоа влегува нели во архивите на Берлиналето. Единствен македонец сте со таква привилегија? Јас не се сеќавам, може да не грешам, но ја мислам дека нема. До сега номинирана и во неколку што знам и не сме имале ние филм во официјална конкуренција во Берлин. Еден од тие филмови е Граѓанинот Кейн на Орсон Велс. Потоа беше еднаш на Дивиот Запад. Една поинаква вестерн приказна која буди многу чувства кога ја гледаш. Еден филм од поранешните 70-тите години, се викаше Blow Up на Антониони. Може тука да дојде во предвид и
летот над кукавичкото гнездо со едно случување кое денеска е малку или повеќе реалноста на светот. Колку сме ние луѓето луди или не сме луди. Дарко, ќе ве цитирам, велите, дотогаш мислев дека историјата на македонскиот фудбал започнува паралелно со историјата на македонската држава, но собирајќи ги овие приказни дознав дека македонскиот фудбал учествува всушност во создавањето на македонската држава и дека токму низ фудбалот растела свеста за таа македонска посебност и се создал отпор всушност кон разните поробувачи. Па ние кога учиме историја во училиште, а и кога зборуваме за историја во медиумите и во јавните дебати, обично се повикуваме на некои настани кои што се исторични. Да речеме заседанието на АСНО или Невското востание, Крушевски манифест. Така, некои работи кои што звучат големо и кои што се навистина големи, но звучат некако помпезно, па за нас тоа е само држава. А држава не е тоа, држава е и државност се гради секој ден. Таков е случајот и со фудбалскиот клуб Македонија. Фудбалскиот клуб Македонија настанал... Всушност го носел името баш Македонија, такав тој фудбалски клуб. Интересно е што уште во кралството на србите, хрватите и словенците постоел фудбалски клуб Македонија, кој што во 27 и 28 година играл во некоја од тогашните лиги и тој клуб бил забранет. Бил забранет токму ради своето име, бидејќи не можело во тогашно време да се вика ниту еден клуб Македонија, бидејќи ова било Вардарска Бановина. И сега со самата забрана од теренот на фудбалот се префрлуваме на теренот на политиката. А некои од старите скопјани ми раскажувале дека оделе на надпревари не затоа што ги интересирал фудбал, или не толку затоа што ги интересирал фудбал, колку што ги интересирала можноста да се изнавикаат Македонија. Гледате, во нивните глави таа можност да скандираат веќе представувала некој мал политички помак. Веќе представувала некоја свест дека ова е наша земја посебна од сите други. И не случајно е што дел од играчите на овој тим 44-та година завршуваат во Партизани. Особено изразен јазот меѓу генерациите, меѓу старото и новото, меѓу традицијата и новите технологии, Facebook, комуникацијата меѓу младите од една страна, а друга страна старата закоравена одвратна традиција на крвна одмазда. Затоа што крвната одмазда, ако се гледа канонот на лек догаѓини од контекст на среден век, кога тој е условно речено етаблиран као законник, тој бил многу современ. Во контекст на временски контекст тоа било нешто што воспоставило ред, но од денешен контекст тоа изгледа дека е стар и воопшто не се вклопува во современите текови на живење. Но тука е главниот проблем на Марк, мојот лик што го играм. Неверојатна духовна провалија постои во самиот лик, комплексен лик. Он се обидува да ги спои двете што се всушност не споеви работи. Не може да се спои иднината со минатото. И човекот, тоа се однесува и на нас денеска во политичките околности во кои живееме, секој е спремен на компромис ако мисли на иднината на своите деца, али ако мисли на сегашноста и на минатото, никогаш нема да прави компромис. Во име на иднината сите се секогаш спремни на компромис, во име на минатото никогаш. Што е за вас патриотизам? Има една изрека дека која чуеш зборот патриотизам, гледај во кој джеб ти брца тој што го изговорил. Ништо не постои збор полесен за злоупотреба од зборот патриотизам, затоа што многу лесно допира во секое срце и како дрога, како хипноза, многу лесно го маџепсува секој човек. Таа љубов би требало, не секогаш, ама би требало да се изразува низ она што најдобро го знаеме. За мене патриотизам е бурекџија кој што одлично прави бурек и кој што ужива во својата работа и што го храни целото свое соседство и е горд на тоа што луѓето со насмевка заминуваат од неговата бурекџилница. Патриотизам е кога сте лекар па имате празна ординација, бидејќи луѓе во што ги лечите се излечени. Немаат потреба повторно да се враќаат кај вас. Патриотизам е кога сте добар татко, кога
своите деца ги воспитувате да бидат добри луѓе. Од тие добри луѓе ќе проискочи некоја друга добрина утре за утре. Твака звучи лесно, како задача која што се прави. Многу тешко да се направи. Да бидете добар професионалец, да бидете добар човек, да бидете добар во односите со луѓето, да бидете добар со своето семејство, да бидете добар со своите пријатели е ужасно тешка задача и за тоа е потребен цел еден живот. Господине Бачевски, а што правиме со папочната врска меѓу политиката и уметноста? Политичарите неизбежно е да се грижат за се и да им биде под контрола. Значи, тоа е од вајкада, значи не се работи за одредена политика. Сите политики. Зарем не мислите дека е безобразно ставање шепа на секој дел од општеството, па вклучувајќи го тука и филмскиот сет? Јас би бил среќен кога политиката само би им помагала и поддржувала филмаджиите и филмските проекти, без да се меша. Да, тука веќе зборуваме за некаква културна стратегија, повеќе културна политика, да. Без да се меша кој ќе снима, како ќе снима и колку пари ќе добие за да снима. Инаку би било најдобро решение да се пресече врската, меѓутоа... Ама и тоа ќе биде утопија, да, и тоа ќе биде утопија. Историјата на филмот е за една богата девојка која што се влюбува нели во сиромашен фудбалер, припадник на друга вера и на друг народ. Нејзината љубов ќе ја натера да се откаже и од социјалната класа на која што припаѓа, дури и од својата етничка заедница, но тоа пак и овозможи продолжување на лозата, потомство, љубов, фамилија, деца и така натаму и така натаму. Дарко, кој е вашиот став за љубов од друга национална или пак верска припадност? Јас самиот сум дете во чии што предци бајаѓи се мешале. Од разни етнички групи до различни вери и народи. И обично на шега викам дека не сакам друг да ми ги пребројува мајмуните на моето семено стебло, сам ќе си ги бројам. Мислам дека мешањето на гени го прави светот поубав. Една од најголемите глупости на нацистичката теорија за чиста раса, чиста ариевска раса, е во нејзината грдотија. Затоа што таквата раса низ генерации е осудена на изумирање, на дегенерација. Меѓу најубавите луѓе на светов спаѓаат бразилците, спаѓаат луѓето од Карибите, спаѓаат луѓето од оние зони каде што се измешале разни раси, народи, вери, идеологии и така натаму и така натаму. Денес Европа е еден многу повесел континент од она што бил порано, континент на кој што може да сретнете луѓе во поедини градови, зборам, во големите европски градови може да сретнете луѓе со различни бои и различни ставови. И тоа мислам дека светот го прави поинтересно место за живење. Од друга страна, секоја забрана за било какво мешање, дружење и делење, споделување на нештата на било кој план, социјален, идеолошки, сексуален, каков год, го сметам за напад на интегритетот на човештвото, на интегритетот на сите нас и на секој од нас поделно, вклучувајќи ме мене самиот. Никој не може никој не може да те осуди за она што си, за она каков што си роден, како што никој не може ни да ти забрани со кого ќе се дружиш и со кого ќе продолжуваш својата врста. Имаме различни јазици и традиции, можеби, но делиме исти емоции на крајот на криштец. Рифет, што ви е тешко да простите? Ја мислам дека нема ништо што не може да се прости. Се согласувам. Затоа што ако тука се согласувам комплетно. Сите религии, еден од фундаменталните столбови е проштевањето. Дури самиот Господ проштева. Ако е доволно човек знае да се силно да се покае за тоа што е направено. Дека е најголемото зло. Ако човекот навистина се покае заради тоа, може да се прости. Но тука во контекст на нашиот филм и суштината на насловот, мислам,
за мене е дека крвта као крв, пролеана крв простува, но човекот не простува. Човекот кој е под влијание на инает, на рекла казала, што викаме ние, на суети, на злонамерност. Таквите луѓе не може да простат, дека крвта као крв, пролеана крв, простува. Но верата која всушност треба да е најблагородната работа ги дели луѓето. Свидетели сме на голем број војни кои што се на религиска основа, за жал. Во што верувате вие, Дарко? Религијата не е најблагородна работа. Религијата е една од Јас реков верата. најмрачните работи кои што му случи на човештвото. Многу е деликатно прашањето за вера. Што точно е вера? Знам луѓе, што мислам многу го ценам, кои што може да ви потврдат дека одредени луѓе се излечиле самите себе си од рак верувајќи во чудо. И такви примери има во медицината, кога човек ќе најде сила верувајќи во нешто да победи некои искушенија, да победи некои стравови, да победи некои опасности. Од друга страна, и тоа многу почесто се случува, верата е во голема мерка највен шаманизам, збир на предрасуди и наивно верување во нешта кои што звучат фантастично, ама никош не се случиле. За мене, а тоа е личен став, не сакам никого да навредам, верувањето во Дедо Мраз или верувањето во Исус или Аллах е подеднакво наивно. Идејата дека човек на санки лета над нас на ирваси и идејата дека некој оди по вода ми се гледа подеднакво неверојатно. За жал, културен надпревар има се помалку, скоро и да го нема. Луѓето денес во светот се надпреваруваат. Кој кого ќе пороби, кој кого ќе зароби, кој над кого ќе владее, кој од кого ќе се богати и така натаму и така натаму. За вашите филмски херои, велите, играа фудбал во време кога на секој чекор пукаа бомби. А денешниве бомби со кои се пука се всушност многу по-софистицирани. Тие се во поубав целофан од ова тврдово оружје. Од какви бомби и стрели се вознемирувате? Настаните на кои што сме денес сведоци, економскава криза и облиците на незадоволство заради неа покажува дека светот е се уште темпирана бомба. Поле на борба помеѓу класи и идеологии на ист начин на кој што бил тоа во 19. век. Што е многу интересно. 200 години не сме успеале да излечиме нешто што очигледно се покажува како болест на нашите општества. Ги напредивме само алатките, технологијата. Сега ќе звуча марксистички, но никогаш не е исчистило борбата меѓу класите. Разликите меѓу луѓето и вечната дебата дали тие разлики треба да постојат или не, дали се природни или наметнати, остануваат. По мене не сме сите исти. Навистина природата не ни дала да бидеме сите исти. Од друга страна, доблеста на нашите општества е во тоа да и на најслабите помеѓу нас им даеме шанса. И во тоа се препознаваат добрите од лошите системи. Кога еден политички систем ќе поверува дека е создаден само за најдобрите, тој ги отпишува сите останати. И тоа е токму она што денес се случува во Америка и големата побуна во Америка, по мене. Да разните луѓе од маргините на општеството, не само од маргините, го кренат својот глас и да кажат каде е нашето место. Ние сме останатите 99%. Непосредно после Берлиналето и целата еуфорија околу наградата која што ја освоивте, рековте искуството во Берлин за мене е како Божја награда за нешто добро што сум направил. Тие што мене добро ме знаат дека јас сум еден од најголемите поддржувачи на млади. Јас сум вака, буквално инвестирам све што можам во луѓе кај што да им помогнам. И тоа сум го правил во мојот живот.
И морам да кажам дека во некои наврати тоа ми се вратило, во некои наврати Системот на вредности одговара соодветно. Но во некои наврати морам да кажам не сум бил разочаран, туку сета моја инвестиција и емоционална била као нафрлена во бунар. И секојаш јас сум живел со тоа, но обстанувам по тоа дека сепак така има еден, ако можам да цитирам еден ајат во светата книга Куранот, вика дека ако некој има потреба од нешто што ти го имаш, а ти можеш тоа да го дадеш без да си наштетиш себе си, ако не го сториш тоа, правиш голем греф. И јас се водам од овој принцип, така да све што можам да дадам и као знаење и све што можам да помогнам, секојаш помагам. И дојдев до еден момент кога мислев дека некако тоа не се вреднува. И кога се случи ова, да ја добием ова улога, кога се случи ова фантастично искуство со Джошуа Марсел, одеднаш, као после 25 години повеќе театарско искуство, работи со еден светски режисер кој сето тоа што ти го носиш знае да го вреднува и те почитува пред се као професионалец. И буквално јас се осетив дека тоа што ја сум го направил добро во животов, ова ми се врати као некаква награда. Так. Вашиот филм Трето полувреме е базиран на вистинска приказна и на вистинскиот лик на жената и рековте извинете за мојата љубопитност, но како успеавте да преживеете? Сега, Дарко, извинете вие за мојата љубопитност, но ве прашувам како успевате вие да преживеете во Лос Анџелес? Живеењето во тој град во многу аспекти е помалку стресно од живеењето во Скопје. Затоа што е тоа едно многу посредено и побогато општество, каде што постојат правила. И ги учиш правилата, се водиш по тие правила, се разбира, скршнуваш од правилата секаде каде што тоа е можно. Регулирано е, брате. И... Колку време веќе живеете во Лос Анџелес? Па веќе 5 година. 5 години кои што се многу полезни за мене. Ја би му препорачал на секој човек кој има авантуристички дух во себе да проба живење на некое друго место. Таквото живење те прави духовно побогат, дефинитивно потолерантен и далеко поискусен човек. Господине Бачевски, лесно е да се играте со резовите и со сликите на екранот, ама кога ви го формулирам прашањево лично, претпоставам дека нема да ви биде едноставно, но јас ќе ве замолам да се обидете да ми го одговорите. Која слика од вашиот личен живот, од приватниот живот, би ја заробиле во филмски стоп кадар? Би замрзал се што ми е значајно во животот како пресвртница. Нели? И ако се сеќавате секој кога прави таа домашна фототека, секојаш има слики од детството. Мора да постои една слика од детството, мора да постои една слика од раните младешки години, па од факултетот, па кога ќе се, како велиме, кога ќе оформиш семејство, па ќе се роди дете, едно друго, па свадби, па не знам што. Меѓутоа, една од поважните слики со кои би ги замрзнали, точно кога јас почнав да се бавам со оваа филмска уметност, нели, како режисер. Имаше неколку играни филмови, значајни од аматерските почнувајки до првиот филм 80-тите години кој се викаше Двојка. Не би заробил една слика, би заробил неколку слики од моето детство. Од оние мигови која светот изгледа исклучително некомплициран а живењето фантастично лесно. Велите филмот треба да биде брз, валкан, прашлив, прекрасен, а животот? Неколку милиони сперматозоиди се бореле за прединство кој прв ќе стигне да ја оплоди јајцеклетката од на нашите мајки. Само еден од нив успеал да го стори тоа. Тоа сум јас, тоа сте вие, тоа се сите овие луѓе кои што мрдаат околу нас. Со самото свое раѓање ние сме веќе шампиони, ние сме веќе победници, ние веќе сме оствариле нешто. И ред е да
така победнички тераме и низ остатокот од животот. Тоа е некоја моја, не е рецепт, ама е некоја формула, некоја мантра до која се држам. Да ја допреш реалноста, тоа е што викам јас со ног да допреш во твојата рана и да гребеш. Знаеш, и после неколку кадри што правиме, неколку сцени, он ми кажа мене, вика одушевен од едноставноста. Да. Знаеш, без преглумување. И вика кај што се, знаеш, не разбирам, А голем дел од нашите актери го имаат тој проблем. Мислам, сакале да признаеме или не. Да, за жал. И он ме праша мене каде е тука што се. Па викам, мене ми е многу едноставно, викам ти го бараш од мене тоа што ја го барам од моите студенти. И он вика ова викам, да, и сега условно речено, јас сум многу познат дека моите студенти се многу добри на филм. Затоа што буквално јас ги терам да барам од нив да не преглумува дека тоа е нешто. Ти пред камера треба да произведеш живот. Значи треба да тие неколку секунди од екшн до кат, ти треба да си жив човек, треба да имаш животен сок. Ако тоа го немаш, никој тоа нема да го прифати, не може тоа да го перцепира, никој не може да лажеш. Дарко, велите ќе биде возбудлива задача да се реконструира тогашното старо Скопје со сите оние објекти мала кои што земјотресот всушност ги одзема. Проектот Скопје 2014 ќе ви помогне во имагинацијата или? Па проектот 2014 нема допирни точки многу со овој филм. Овој филм се случува во минатото и е приказна за едно Скопје кое што повеќе го нема или го има само во назнаки. Ниту пак може минатото да се реконструира во секојдневниот живот. Минатото е сведено на сеќавања, стари фотографии, архивски снимки, сечоци од весници и постои само во нашите глави, најчесто. Да се реконструираат настаните на филм, да се реконструира еден град на филм е поверодостојно заради магијата на филмот. Ја самиот на неколку моменти при снимањето на свој собствен сет, кога малце ме попуштила концентрација, сум се свртал зад себе и сум погледал актери, статисти, сценографија, сето тоа преслечено во Скопје од 40-тите години, сум имал чувство дека јас сум всушност таму, тоа не е мое дело. Јас сум во некој времеплов и сум се вратил 70-ти на години назад. Толку е силна таа филмска илузија затоа што ве обзема од сите страни. Филмот доби одлични критики, европски, светски, но ве прашувам што е тоа што го прави филмот најдобар, значи зборуваме за филм снимане на тема која што е прилично експлоатирана. Крвната одмазда, балканскиот контекст, стереотипите за тоа како се гледа на муслиманите. Што е тоа што го прави најдобар овој филм на таа тема? Ги одбегна сите клишеа што постоја и за крвната одмазда и за представување на некакви балкански стереотипи, така да мажите се вака многу насилни, пијат, се пијанчат, кршат маси и така надале, тепат жени или не знам како. И овој ги одбегна сите тие моменти. Ги одбегна, го нема ни убиството во филмот. Така да сето тоа е предпоставка. Канонот на лек догаѓање и крвната одмазда, Джошуа Марстон на многу интелигентен начин го поставува во филмот во втор план, тоест само како трагичен контекст. Да, овде се во фокус, значи емотивната приказна и траумата низ која што поминуваат децата, да. Митревски, вашиот филм Трето полувреме зборува за еврејско малцинство всушност што живеело тука на територијата на Македонија, а луѓето честопати знаат да кажат аман веќе од холивудските лелекања над еврејската судбина, но првпат се снима филм за македонските евреи, така? Па Трето полувреме не е лелекање над нечија трагедија. Ниту пак ја мислам дека постои доза до која што треба да се прават и над која што не треба да се прават филмови на одредена тема. Втората светска војна и Холокаустот, кој што не е само злосторство над евреите, бидејќи тие завземаат статистички гледано завземаат огромен процент од вкупно истребените, намерно го користам овој збор, истребените луѓе во гасните комори, не само во гасните комори на Хитлеровата Германија.
Таму се убивани политички противници, таму се убивани јеховини сведоци, таму се убивани хомосексуалци, таму се убивани ромите, се убивани се словени, убивани се многу други припадници на други разни скупини кои што не биле по мерак на тогашниот режим. Тоа не е спроведено како во Руанда. Не е спроведено така што една група и припадници на една идеологија или на еден народ напаѓаат друг со мачети. Туку во тоа убивање се употребени најголемите пронајдоци на нашата цивилизација. Тоа е индустрија на смртта. Цел наш напредок, цела наша технологија, цело наше знаење за хемијата, за индустријата, за транспортот, за медицината. Сето тоа е ставено во служба на злото. И тоа е вака една застрашувачка работа, кога не нашата агресија, која што не може да ја канализираме, туку нашиот мозок и нашите најдоблесни нешта ќе ги ставиме во служба на најмрачната од сите идеологии. И тоа нешто Холокаустот го прави толку интересен за филм. 98% од еврејската популација се избришани од картата на Македонија на 11 март 1943 година. 98% е како цифра на луѓе, 7200 луѓе може би не се многу споредено со бројка од 11 милиони. Но статистички гледано, 98% е поголема цифра од Полска, да речем. Поголема цифра од Германија. Тоа е цела една култура, цела една цивилизација избришана од мапата на Македонија. Рифет, на што останавте верен во животот? Јас останав верен, претходно сакам да дополнам нешто од еден друг камерман, мој пријател. Вика, кога интензивно снимав со камера, гледав со едно око, значи другото ми беше затворено. И светот ми беше многу поинаков, многу го сакав. Кога оставив камерата, кога почнав да гледам со двете очи, многу се разочарав. Јас останав верен на многу принципи што, условно речено, ми ги наметна татко ми, кој живееше во едно време со многу силни турбуленции, емотивни, силни доживувања, со затвор и така натаму. Јас сум среќен што успев да останам верен на неговиот главен принцип дека треба да си го живееш животов, обидувајќи се да станеш човек. Митревски, на што останавте верен во животот? Па мислам дека остана верен на своите тинејџерски сништа. Мислам дека остана верен. И на сето она што сум верувал кога сум имал 15 години, не сум го изневерил. Сето она за што сум сонувал тогаш, сега се обидувам да го остварам. Се надевам, не сум сигурен, ама се надевам дека сум останал верен на луѓето кои што ме сакаат и кои што верувале во мене. И исто така се надевам дека со своите дела им возвраќам некако за таа верба и за таа љубов. Дарко, ви благодарам што во овој ваш турбулентен период на патување и постпродукција на филмот Каде се не Прага, Хрватска, Лос Анџелес, на 2-3 дена сте во Скопје и одвоивте време да бидете гостин во Пулс. Ми беше задоволство да разговарам со вас. И мене исто така. Го испочитувавте кодот на облекување, нели, според правилата на црвениот килим во Берлин. Таму бевте со костуми вратоврска, онака како што е ред. А вие велите по трет пат, всушност во мојот живот бев само така облечен. Јас за жал спаѓам во оние луѓе кои премногу време и енергија трошат на работа, многу малку на она како таа работа треба да се продаде. На другите школи секаде во светот. Повеќе на содржината отколку на опаковката, така? Апсолутно. Мене ми беше дури проблем. Целиот тој гламур таму во Берлин. Целиот тој гламур и целиот тој гламур и тоа комплетно тој протокол, значи кога не зема од хотелот 9 на утрото, имавме пресконференција, шутинг сешн, тепик тамо, представување тамо, имавме комплетен до пред 40 минути пред проекцијата на филмот Поплана, ние комплетно бевме на промоција на филмот,
буквално купени. Ја немав особено, мој главниот проблем е за цигарите. Немав 10 минути време да испушам една цигара. Дали во некој момент од разговорот почувствувавте затегање околу вратот со моиве прашања или без вратоврска беше муабетот? Ова беше без вратоврска, тоа што најмногу го сакам. Ви благодарам, ми беше задоволство и чест да разговарам со вас. И благодарам и вам на поканата и беше навистина пријатно да се разговара со вас за филмот. Мешањето на гени го прави светот побар. Секој е спремен на компромис ако мисли на иднината на своите деца. Со многу малку солзи, со повеќе насмевки. Верувањето во Дедо Мраз или верувањето во Исус или Аллах е наивно. Ако успее некој да ја објасни љубовта, тогаш таа ќе губи смисол. Патриотизам е бурекџија кој што одлично прави бурек. Мажите се вака многу насилни, пијат, се пијанчат, тепат жени или не знам како. Да, и на најслабите помеѓу нас им дајаме шанса.